вториот ден од фестивалот Македокс, освен презентацијскиот дел со прикажувањето на предвидените филмови, може да се нарече и работен. Отпочнаа работилниците кои оваа година се поделени во 3 целини. Прва е работилницата за уредници на документарните програми во телевизиите и за авторите на креативен документарен филм. Втората е критика за креативната документаристика и третата за видеоактивизмот. Како и за другите две, за работилницата за уредници на телевизии и за автори, се ангажирани најдобрите можни предавачи што постојат во регионот во овој момент. Тоа се Мартичка Божилова од Бугарија, од продуцентската куќа Агитпроп и раководител на Балканскиот центар за документаристика во Софија, и Борис Митич, автор и продуцент на креативни документарни филмови од Србија. Ќе ве замолам за почетокот на нашиот разговор малце за работилниците што почнавте да ги водите овде на годинашниот Македокс. Која е намерата и што очекувате од тие работилници? Днеска беше првиот ден на работилницата. Денеска беше првиот ден на работилницата и беше многу успешно. Сите луѓе што дојдоа покажаа голема љубопитност. Ние започнавме малку со страв, зашто не знаевме што точно би сакале да знаат сите учесници. Не знаехме какво точно искат да знаят од нас всички участници. Се покажа дека сакаат многу да знаат и многу од работите што се случуваат на европскиот филмски пазар не им се познати. На европейскиот пазар се им непознати. Така че затоа започнавме од дефиницијата за тоа што е креативна документаристика, зашто има разлика меѓу она што е креативна документаристика, што е репортажа, што е телевизиска програма. Има разлика. Какво е репортаж, какво е телевизионна програма, има разлика. И затоа започнавме од тие базисни. Затоа започнавме од тие базични нешта за да можеме потоа да ги објаснуваме начините со кои може да се излезе на европскиот пазар со нашите мали, локални и талентирани филмови. Малки, локални, талантливи филми. Како помина првиот ден на работилницата, имаше ли добар фидбек од луѓето што дојдоа таму? Па дошли су прави луѓе, во смислу луѓе кои дојдоа вистинските луѓе на кои им е јасно за што зборуваме од почетокот. Луѓе кои го сакаат документарниот филм, кои се бават со филмови, следат филмови, пишуваат за нив. За жал не дојдоа оние луѓе на кои во стартот им беше наменета работилницата, луѓето што работат во телевизиите. Идејата беше да им покажеме како е можно денес во овие наши средини, како што се Србија, Бугарија, Македонија, средини кои се многу слични, да се сними квалитетен авторски и креативен документарен филм со поддршка на домашните телевизии, при што и самите телевизии би имале и финансиска и културолошка корист. И финансиску и културолошку и сваку другу од тоа. И онда пошто они нису дошли, ми смо бидејќи тие не дојдоа, ние продолживме со презентацијата во една друга насока. Јас направив еден шеговит и помалку критичен приказ како би требало да изгледа една ситуација во документарниот филм во нашите земји, кога се би било идеално, кога би имале неограничени пари и кога луѓето што одлучуваат го знаат занаетот. И кад би луѓе кои одлучују кои знају занат одлучивали о свему. И навистина какви би биле ако би било се идеално? За тоа разговаравме 4 часа. Направивме еден комплетен план. Прво да се направи инвентар, односно да се знае кои се тие луѓе, кои се институциите со кои треба да се работи. Потоа да се воспостави диагноза на проблемот и да се утврдат нашите предности во целата приказна. Потоа да се направи терапија, препораки за терапија. Таа терапија се состои во низа од чекори кои почнуваат со дефинирање на тоа кој донесува одлуки. Да се дефинише ко доноси одлуке. Прво, с една страна треба да буду луѓе кои су избрани. Од една страна тоа треба да се луѓе од браншата на документарниот филм,
а од друга страна се луѓето што одлучуваат во Министерството за култура или во Филмскиот фонд. Потоа луѓето што се занимаваат со документарен филм треба да направат здружение, некаква мрежа од луѓе кои ќе имаат советодавна улога наспроти оние што одлучуваат. Тогаш ќе има договор за терминологијата, за точно да знаеме што е тоа креативен документарен филм, за да не ни продаваат реалити шоу, сапуници и репортажи под категоријата документарен филм. Да знаеме кои термини ги користиме. Буквално сите зборови да се прецизираат и да ги користиме на ист начин. Потоа да се направи една статистичка и аналитичка ситуација за документарниот филм во земјата од пред 50 години, оваа година, и на тој начин да се следат трендовите како сето тоа се развива. Треба да се одредат и приоритетите во однос на финансирањето на нови филмови, на заштитата на старите, на продукцијата. Резервација старих филмова и архива, продукција, мислим, една од битних идеја по мене. Една од најбитните идеи за мене е не само поголема продукција на креативната документаристика, туку и да се постави категорија на капитално дело. Тоа значи дека најамбициозните филмови треба да се финансираат во ритам од еднаш годишно. Еден меѓународен документарец годишно, значи локален филм со меѓународен потенцијал, и еден македонски за домашната публика, нешто што за оваа средина е многу важно. Нешто што не интересува друга земја, али овде е јако битно. Значи, таа два филма годишни било би... Значи, такви два филма годишно би било супер. Плюс тоа и една антологиска публикација, монографија, историја и можеби уште една меѓународна копродукција. Во главната програма на втората фестивалска вечер беше прикажан филмот Мојот босоног пријател од Јужна Кореја, продуциран во 2010 година. खून सादा हो गया है। आप बाहर लेकर के जाइए, कोई शहर में ले जाइए, कलकत्ता वगैरह ले जाइए ना वहाँ। Режисер на филмот е Сеонг Гиу Ли. Неговиот филм е една длабока човечка приказна за возачите на рикши во Калкута во Индија. Во Калкута има околу 10.000 возачи на рикши. Шалим е еден од нив. Филмот ја следи неговата секојдневна борба со сообраќајот, но и со семејните проблеми. Шалим сонува да собере доволно пари за да може да купи моторна рикша и да заработи за дом за своето семејство. Но на патот на остварувањето на неговиот сон има многу пречки и искушенија. Тој совладува многу од нив, воден од својот сон, но животот во неговата средина е навистина тежок. लोगों ने मेरे निर्दोष पिता की हत्या की थी। आज भी मुझे याद है जब मैं 10 साल का था, तब मैं मिट्टी के दीवार के पीछे छिपा था। Каков е фидбекот на посетителите на работилниците? Предпоставам дека се љубопитни затоа што тоа е се ново за нив, кај нас многу малку се работи. Така е, ново е. Така е, ново е. Всушност, со тоа што тие доаѓаат тука на Македокс, на фестивалот, тие гледаат многу добри филмови. Тоа се дел од најдобрите филмови во светот. Поради тоа кај нив веќе се појавува љубопитството за тоа како се прават такви филмови, зашто се гледа дека во нив има друга креативна состојба. Поинаков труд е вложен во нив и финансирањето е поинакво.
Затоа на тоа љубопитство ние од наша страна, зашто сме имале среќа да сме попознати и поискусни на европскиот пазар, ни беше задоволство да го споделиме нашето искуство. Известни на европейския пазар, за нас беше удоволствие да споделиме нашия опит. И нашия опит е съвсем практически. Тоа наше искуство е многу практично. Јас сум продуцент на документарни филмови. Вообичаено моите филмови се со многу награди и се продаваат во многу телевизии во Европа. Тоа се најчесто копродукции. Јас користам многу малку пари од домашниот национален буџет. Сето останато, кое понекогаш оди до 70%, се обезбедува на меѓународниот пазар. Може да стигне 70% е од меѓународен пазар. Меѓународниот пазар съществува. Тој постои. Се случува на многу места во Европа. Има помали форуми како за нас, за помалите држави со помала продукција и со помали буџети. Има и поголеми. Понекогаш, ако имаш поамбициозен проект, одиш на големиот пазар. Кај нас, во нашиот регион, се уште има недоверба во тоа дали сме ние конкурентни или не, дека никој нема интерес за нас. Точно е дека балканските теми веќе не се толку атрактивни, но многу повеќе се работи за тоа како ќе ја представите вашата гледна точка за некој проблем. Тој проблем не мора да значи дека е нужно балкански. Тој може да е универзален, кој ќе биде раскажен така да го разбере секој гледач. Тоа може да биде добитна поставка. По начин, че да може да разбере всеки зрител, тогава е печелившо. Кај нас у Македонија, Македонскиот филмски фонд објавува еднаш годишно повик за апликации и во тој повик се вклучени сите филмски жанрови. Игран филм, документарен филм и така натаму. Меѓутоа, она што е проблем, што го истакнуваат авторите кои се работат документар, креативен документарен филм или анимиран филм и така натаму, се соочуваат со ситуација со и онака малиот буџет, прво да се дадат парите за игран филм, а потоа ако остане или малку од она што е буџетот, се наменува за документарен филм. Дали е можеби добро решение како прво, формално е прашањето, меѓутоа дали е тоа добро, да се издвои буџет за документарен филм, да се издвои буџет за игран филм и да бидат посебни повици за пријавување за апликација? Па апсолутно, мислам да чак треба луѓе кои се Апсолутно, мислам дека луѓето што го промовираат документарниот филм треба да се потрудат законски да го обврзат филмскиот фонд на секој конкурс да има резервирано и гарантирано одредени средства за документарниот филм. Резервисано, гарантовано одредена средства, може да буде неки проценат од ukupnog буџета за документарни филм. Да не буде увек да не биде секогаш ако остане ќе добиете или не. Треба да се знае точно на колку може да се смета на таа поддршка. Значи да се таа средства одвоje на неки начин, исто така и на телевизија. Исто така и на телевизиите и во киномрежите, како во некои земји, треба да има квоти на домашната филмска продукција. Домаќи кои морају да буду приказани на телевизија, тако би ми можемо сви да одредимо. На тој начин добиваме сите. Ако телевизијата е јавен сервис, таа, според закон, мора да прикажува одреден број креативни документарци годишно. Кога тоа ќе се воспостави на ниво на закон, тогаш нема да има импровизации на наша штета. И онда кад се тоа воспостави на законском ниво, онда неќе моќи да импровизују они на наша штета. Во делот на програмата наречен Нови автори беше прикажан филмот Златна есен. Златна есен е австриско-германска продукција, а дејствието на филмот се случува во Лахти во Финска. Тука во ова мало градче се одржува Олимпијада за возрастни над 80 години. Искусните спортисти ќе ве разнежнат, ќе ве расположат, па и насмеат,
и со својот есенски ентузијазам и упорност ќе ве фасцинираат. Стевана. Навистина треба да се види како 82-годишниот атлетичар Јиржи скока над 1 метар во височина со фозбери стил, или како 100-годишниот Алфред фрла диск, а во слободно време слика женски актори. Филмот упатува на неоткриените вредности во животот и на убавината на старењето. Режисер на филмот е Јан Тенхавен. Кои се сугестиите што на некаков естетски, во креативниот дел им ги сугерирате, кои треба да почнат да ги развиваат, за да можат исто така и од таа страна да се охрабрат, за да можат да се впуштат во правењето на креативни документарни филмови? За да може да се направи конкурентен креативен филм, кој ќе има успех на фестивали, да биде селектиран во програмите во Амстердам или во Лајпциг, не е доволно да се знае само каде се фондовите. Не е необходимо само да знаеш откъде са фондовете, но има чекори кои треба да се поминат и кои се еден специфичен ноу-хау кој не се учи на филмовите. Тоа се учи од колеги, од експерти, од decision maker. От колеги, от експерти, от decision makeri, които ги има, но това става чрез личен контакт. Тоа се тие контакти и точно е тоа дека она што јас и Борис Митич се обидовме да им го презентираме на нашите учесници, дека тоа е она на што треба да се обрне внимание. Јас патувам еднаш месечно некаде и тоа патување, авиобилетот, јас го вклучувам во буџетот на мојот филм, зашто знам дека без тоа патување нема да му дадам доволно шанси на мојот филм. Затоа јас патувам, да ја споделам идејата со колегите. Затоа има доволно места. Имам доволно искуство од пазарот. Се среќавам со копродуценти или со некој кој ќе ми помогне во истражувањето. Помогне за ресърч или нешто подобно. Тоа всичко е въпрос на... Тоа се се прашања на комуникација и на патување. Без врска со светот, ние ќе бидеме загубени или сме исплашени од изолацијата. Затоа се обидувам да пренесам дека треба да сме отворени за мислења, зашто само кога ќе го слушнеш мислењето на колегите кои ги цениш, тогаш можеш да го развиеш проектот во вистинска насока. Тогава можеш да развиеш своја проект в правилна посока. Ги знаете филмовите на годинашниот Македокс, предпоставам, или поголемиот дел. Како ја оценувате програмата на годинашниот фестивал? Јас се со селекторима Македокса добро. Јас во селекторите на фестивалот Македокс имам доверба, се познавам добро со нив и приватно делиме исти афинитети кон филмовите и мислам дека е одличен концепт да бидат прикажувани по 2 филма секоја вечер. Тоа е идеално за публиката, особено во еден ваков амбиент. Мислам дека е тоа голем успех за фестивалот, кога луѓето доаѓаат да гледаат филмови, дури и тогаш кога не ги знаат тие филмови. Едноставно, имаш доверба во селекторот и знаеш дека ќе гледаш добар филм. И мислим да е овој фестивал малтене веќе за првом година. Овој фестивал уште по првата година покажа дека кога и да дојдете, ќе дојдете на гарантирана филмска забава. Да доđem на гарантовано филмско забава. You are heading towards a place where you should never go. Еколошката компонента од програмата оваа вечер ја пополни филмот Во вечноста на режисерот Михаел Мацен. Филмот е во копродукција на Финска, Шведска и Данска и зборува за првиот обид во Финска за перманентно складирање на нуклеарниот отпад, кој мора да остане во изолација од сиот жив свет уште најмалку 100.000 години. Откако ќе се наполни огромниот систем на подземни тунели, ќе се запечати за никогаш повеќе да не може да се отвори. Или само се надеваме дека не ќе може. Можеме ли да го гарантираме тоа? Како да ги предупредиме нашите потомци за смртоносното карго што го испраќаме во вечноста? Тоа се прашањата кои ги постави пред публиката овој ангажиран документарен филм.
In my time, it is still unfinished, though work began in the 20th century, when I was just a child. Work would be completed in the 22nd century, long after my death. Прво не интересира што е точно видеоактивизам, работилницата која ти ја работиш на Македокс и што таа ќе им донесе како информација, како новина на македонските документаристи. Видеоактивизам не могу ти речи што е то точно. Не можам да кажам што точно е видеоактивизмот. Такво нешто нема во учебниците. Во принцип се работи за тоа дека самоуките видеоактивисти ја користат камерата како оружје за да ја раскажат својата информација од локалната заедница. Новина е тоа што ова може да го работи секој. Потребно се само некои основни вештини и знаења за користење камера и монтажа. Со оглед на тоа дека овие работи се поевтини и се подостапни, и знаењето веќе не е затворено во некои академии или во главите на некои професори, а и интернетот се подостапен, сето тоа возможува денес секој да биде медиум, а не да се потпине на она што го сервираат телевизиите. Данас тоа омогуќува сваком да сам буде медij, а не да се ослоња на оно што им сервирају, ајмо то речи тако, друге телевизија. Свака телевизија има свој уреđivač. Секоја телевизија има уредувачка политика и во голема мерка тие се под некоја контрола, без разлика дали се работи за уредувачка контрола или контрола на државата или пак на приватните спонзори кои влијаат со плаќањето реклами ако некој критички зборува за нив. Ако се некој критички односи према нима, тука стапува на сцена секоја мала камера, секој мобилен телефон со кој може да се снима и преку кој може да се испрати информацијата на некој алтернативен медиум. Морам да кажам дека тоа влијае на мал број луѓе, но многу е силно и мотивирачко. Ги охрабрува другите и предизвикува промени. Смислата на видеоактивизмот не е забава, не е само информација, туку менување на свеста и менување на општеството. Еве да ги земеме конкретно протестите кои поради полициската бруталност се случуваат во Скопје, можат да бидат добра информација за било кој на било која страна на светот. Во смисла на тоа дека еве се случуваат добри иницијативи и ајде и ние нешто да направиме во таа смисла, зашто тоа нешто може да промени многу работи во општеството. Тоа е клучно. Многу демократски медиуми, многу е демократски овој медиум и може да се користи на различни начини. Се разбира, тука е битна целта и публиката на која и се обраќаме. Во детскиот културен центар во Старата Скопска чаршија започна да се прикажува програмата Филмови за деца и млади. Тоа е всушност програмата која пред почетокот на фестивалот Македокс се прикажуваше во кинотеката на Македонија само за децата на општините Центар и Карпош. А сега проекциите се отворени за сите деца и млади од Скопје и не само за нив, туку и за сите оние кои сакаат да видат добар креативен документарен филм за оваа возраст. Како дел од програмата Македокс, оваа година е и изложбата на карикатури на темата соочување со климата, поставена во детскиот културен центар.